Со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. 16 од повредените во Кочани ќе заминат на домашно лекување. Неделава се очекува 8 од оние кои се на лекување во странство да се вратат во Македонија. Денеска има 4 критични случаи од оние повредени кои се надвор од државата. Министерот за здравство Арбен Тарабари најави посебни медицински тимови кои во следниот период ќе функционираат во болниците во Кочани и во Штип. Саја Димитровска го има денешниот здравствен преглед на повредените. Со уредни токсиколошки анализи и во подобрена состојба. 16 пациенти повредени во пожарот во Кочанскиот клуб Пулс денеска заминуваат на домашно лекување. Се намалува бројот на хоспитализирани. И во државните здравствени установи остануваат 30 и 8 во приватните болници Жан Митрев и Аџибадем Систина. Од 115 повредени кои се во странски медицински центри, деновиве 8 ќе бидат вратени во македонските клиники, каде пред заминување дома ќе им биде направена тријажа. Во моментот 4 пациенти се покритични од тие што се лекуваат надвор од државата. Вчера беа 5, денеска се 4. Повторно ви велам дека сме во фаза на инфекции кои што може да се јавуваат кај пациенти со изгореници од 2-3 степен. Можни се и секакви компликации, меѓутоа да се надеваме на најдоброто, бидејќи екипите, нашите колеги надвор од државата и тие даваат свој максимум за да имаме што подобри резултати во лекувањето на пациентите. А заминувањето на домашно лекување не значи и крај на процесот на заздравување и рехабилитација, која кај некои повредени може да трае со месеци. Наместо за контроли и превраски да доаѓаат во Скопје, пластични хирурзи ќе одат кај нив. Тим од пластични хирурзи да бидат, бидејќи повеќето пациенти ќе бидат од Кочани ќе бидат во Кочани, уште денеска или утре ќе одат таму да видат што има потреби за да интервенираат кога треба. Во Штипската болница има 4 пластични хирурзи, ќе бидеме во комуникација. Секако ќе им дадеме поддршка за да не патуваат тие, туку нашите доктори да одат и да им дадат помош што треба во фазите кои што престојуваат пред нас. Инаку Таравари ги демантираше, како што кажа, шпекулациите дека дава оставка и кажа дека останува министер за здравство. Сања Димитровска, Сител телевизија. Обвинителството во меѓувреме соопшти дека е проширен тимот на јавни обвинители вклучени во случајот по денешниот координативен состанок на обвинителството. Со оглед на обемот на действијата кои веќе се преземаат, тимот е проширен на 11 јавни обвинители кои постапуваа по овој предмет согласно усвоен план и на активности и динамика. Правишните планови на истрагата упатуваат на обемни активности кои вклучуваат распит на повеќе од 300 сведоци, но и други истражни действија и соодветни вештачења од повеќе области, велат од обвинителството. Коцески побара од назначените обвинители ефикасна, темелна истрага која во детали ќе го испита секој аспект и правец на одговорност за трагедијата во Кочани. Во текот на денешниот ден обвинителите во Кочани преземаа действија за обезбедување докази. А одговорност за корумпираниот систем вечерва бараа и скопјани кои излегоа на градскиот плоштад. Габриела Лескова ги има деталите, дали заврши протестот, како помина. Ниту силниот дожд вечерва Марија не ги спречи илјадници скопјани да излезат и да протестираат под мотото кое следена системот беше наведено и во еден од нивните главни транспаренти. Се се одвиваше согласно најавената вечерашна рута. Илјадници граѓани се собраа на плоштад Македонија, каде што дадоа 3-минутен мок за 59 загинати во страшната несреќа што се случи пред недела дена во дискотеката Пулс во Кочани. Потоа се насочија пред собранието, каде што дадоа и 5-минутен аплауз кон сите здравствени работници кои што во изминатата седмица навистина неуморно работеа за да ги спасат животот, за да го спасат животот на сите настрадани во пожарот. За на крајот демонстрантите да завршат овде пред влада со 16-минутен молк им беше оддадена почит на загинатите, вкупно 59 на број. Во приложение прво да погледнеме делот атмосферата што беше до пред 15 на минути овде во влада.
Да, ова беше дел од атмосферата од минутниот мол за жртвите. Габи, кои пораки беа испратени вечерва? Ова не е борба меѓу политички партии, туку ова е борба помеѓу честните и корумпираните. Беа главните пораки кои што беа испратени вечерва овде од пред влада од страна на организаторите на протестниот марш, кој е следен. Дека властите треба целосно да го расчистат случајот и не само овој, туку и сите претходни трагедии, побараа организаторите и граѓаните кои што протестираа вечерва. Во продолжение слушаме дел од пораките на организаторите. Дозволивме да живееме во систем каде мокните владеат, а другите само страдаат. Дозволивме да живееме во општество каде што правдата се мери со познанства, а животот може да зависи само од еден телефонски повик. Овде сме за да оддадеме почит на жртвите. Но не сме овде само за да жалиме. Ние сме овде за тоа што сакаме промена. Не козметичка, не привремена. Туку вистинска, суштинска, системска промена. Да се протестира е демократско право. Најави денеска премиерот Мицкоски во изјава за медиумите, меѓутоа изрази сомнеж дека позади практично вечерашниот протест стои некоја политичка партија. Во продолжение да слушаме и оваа негова изјава. Протестите се демократска алатка на изразување незадоволство. И јас сум нервозен, верувам дека и вие сте незадоволни, сите ние сме незадоволни од сето тоа што се случува и тука не треба да имаме дилема. Работите ги решаваме и ќе продолжиме да ги решаваме. Тоа е за тие политички глодари проблем кои што сакаат преку овие протести да добијат некој политички поем, па гледаат шанса. Јас апсолутно се придружувам на изразувањето револт и гнев, затоа што уште многу работи пред нас останаа да се решат, но ќе се бориме до последен атом енергија кој што го имаме да исправиме нешто во името на идните генерации кои што доаѓаат. Вечерва ги прашавме и организаторите од иницијативата која е следен дали постои некаква политичка заднина од вечерашниот протест и тие реплицираат дека не постои никаква политика позади овој протест, туку само револтирани граѓани кои што сакаат оваа правда да ја истераат докрај институциите и целосно да го расчистат случајот. Маријан? Благодарам Габриела Лескова од вечерашните протести. УЈП тврди дека соработува со надлежните за истрагата околу работењето на Кочанската дискотека, околу случајот од декември, велат дека објектот не бил пломбиран, туку била изречена казна. Сите граденки и училишта се безбедни, кажа првиот човек на ЗЕЛС по направените вонредни инспекции. Во повеќе кафулиња и кафеани биле откриени недостатоци за летните тераси и како што кажа Георгиевски, ќе им се даде време од месец дена угостителите да ги отстранат неправилностите. Сите училишта, граденки, јавни установи, културни домови, спортски сали, односно секаде каде што најпрво се згрижуваат, се собираат на настани нашите најмлади, нашите деца, се објекти кои што се безбедни и да бидат спокојни граѓаните околу тој дел. Од Министерството за образование известија дека во рамки на своите надлежности Државниот просветен инспекторат ќе проверува дали училишните објекти се осигурани. Георгиевски вели дека инспекциите нема да завршат тука. Препорача да се направат строги контроли и на сите стамбени згради. Имаме случаеви каде што цревата за хидрантите се продаваат, каде што биле украдени. Секој треба да си одговара. Не требаше да дозволиме да се случи пожарот во Кочани, за да утврдиме дека во зградата каде што живеат 400 станари 30 години нема хидрант. Тоа не е одговорност и надлежност на општината. Во меѓувреме на терен постојано се и пазарните инспектори. Направени се вкупно 116 вонредни контроли. Привремена забрана за работа добија 10 објекти. Утврдено е дека 15 правни субјекти од вкупно 23 кои што имаат активна лиценца не исполнуваат минимално технички услови. Кај нив ќе бидат изречени две мерки. Прво, решение за забрана за вршење на дејност и предлог до Министерството за економија за одземање на лиценцата.
Кај 6 правни субјекти кои немаат активна лиценца или пак истата им е истечена, а е утврдено дека во изминатиот период функционирале, издадени се решенија за забрана за вршење на дејност. Издадени се 59 прекршочни платни налози во износ од 522.690 денари и по други основи од Законот за угостителска дејност. Митева најави дека пазарниот инспекторат во координација со МВР овие денови започнуваат со инспекцијски надзори во објектите за организирање прослави. Антикорупцијската комисија пак почна да проверува закони за да види дали има ризик од корупција кога се издаваат дозволи и лиценци за работа, особено за угостителски објекти. Антикорупцијската проверка на законите како процес подразбира целосна и систематска проценка на правните прописи за да се идентификуваат можности за злоупотреба, конфликт на интереси, нејасноти и празнини во законите кои би можеле да поттикнат коруптивни практики, велат од ДКСК. Мартин Арсов, Сител телевизија. Двајца мртви утрово во Волково, Кираџија го застрелил собственикот на имотот, го повредил неговиот син, па се самоубил. 16-годишното дете е во стабилна состојба, а мотивот за убиството за сега не е познат. Примен пациент кој што е од огнестрелно оружје, во моментот се прават исследувања кај тој пациент. Генерално состојбата е релативно стабилна и пациентот после испитувањата ќе продолжи лекување веројатно на клиниката за пластична хирургија. 50-годишен прилепчанец пукал во вработена во Центарот за социјални работи во Прилеп. Со повреда над стомакот, таа е примена во Прилепската болница, но не е во животна опасност. Според информациите од истражните органи, напаѓачот кој бил приведен подолг период ја демнел повредената која работела на негов предмет. Бил осудуван и завршил на лекување во психијатриска болница. Пред 4 дена побегнал од болницата. Ново рочиште во Скопскиот кривичен суд за убиствата на Панче и на Вања. Боре Видевски, обвинет за убиствата на Вања и Панче, негираше дека учествувал во грабнувањето и нивната ликвидација, иако на претходните судења тој беше посочен дека ги совладал жртвите. На денешното судење, одговарајќи на прашање од неговиот адвокат, рече дека не бил на местата од каде се грабнати, а потоа убиени Вања и Панче. За снимките од домот на Велибор Манев, за кои обвинителството тврди дека се гледала подготовката за грабнувањето на Панче, а ги покажуваат сите четворица обвинети, рече дека бил собир за договор за заштита на името на црквата. Имаше стравување дека Охридската архиепископија ќе се смени во црква на Северна Македонија. Требаше да се соберат 150.000 потписи и да се организира литија која би почнала од Велес. Тоа што сте го гледале на камерите е една таква подготовка. Вечерта пред да биде грабната Вања рече дека бил во седиштето на партијата, таму и преноќил, а се разбудил некаде пред 10 часот, период кога според обвинението сите се веќе вратени во седиштето на партијата Десна. Доаѓа на 26 вечер, на 27 заедно со Велибор Манев си одат некаде 10 типови са вајле. Видевски не откри каде е пиштолот кој што го поседувал, рече го преместил, ама не може да се сети каде. Штом не е најден во мојот дом, значи не е таму, но тоа не значи дека сум направил нешто лошо. Пред судот Видевски тврдеше дека по приведувањето бил постојано тепан, а тоа и било причина да каже дека е соучесник и, како што рече, потпишал изјава дека е виновен. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Државниот завод за статистика пресмета зголемување на просечната плата. Пензионерите од април ќе добијат втора рата од покачувањето. За прв пат забележавме раст после долго време од 3% и сме во првите 5 најбрзо растучки економии во Европа. Очекувам тој тренд да продолжи во овој прв квартал од оваа година. Многумина политички глодари од позиција на опозиција ја напаѓа владата дека била против растот на платите, гледате дека растат. Во делот на економското консолидирање на државата, мојата порака до граѓаните да бидат спокојни, убави времења доаѓаат за Македонија и за македонската економија. Тоа е крајот на овие вести. Ви благодарам да вербате, имајте пријатна вечер.